Тоа што го прави сливот на реката Брегалница во Источна Македонија толку посебно место е нејзината биолошка разновидност. Токму во овој предел, скоро недопрен од човека, може во вистинско светло да се види природното наследство на овој мал дел од Југоисточна Европа и колку е итна потребата за негово зачувување и заштита. Како последица на многубројни фактори, биолошката разновидност во брегалничкиот слив во моментов се наоѓа во опасност. Главната причина е едноставно тоа што сето скоро многу малку се знаеше за вредностите на природните богатства во овој регион. Програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка е единствениот проект фокусиран на идентификација, оценување и вреднување на биолошката разновидност во сливот, со цел тој да се зачува за идните генерации. Еден од првите чекори кој го презеде програмата беше спроведувањето на еколошка анализа, во која тим од 36 експерти, студенти и волонтери работеа 18 месеци на идентификација, оценка и вреднување на биолошката разновидност во сливот. Оваа анализа се искористи како основа во подготовката на мапа на еколошка сензитивност, со која се предложија подрачја за идна заштита. Првата анализа од ваков тип во регионот собра податоци за целиот растителен и животински свет во подрачјето, потврдувајќи го како уникатно жариште на биолошка разновидност. Со тоа се покаже дека сливот на реката Брегалница и источниот плански регион се дом на некои од најинтересните природни хабитати во земјата. Се работи според класификација која се вика EUNIS и во која хабитатите се групирани во неколку главни групи, а тие од своја страна фаќаат поголем број на помали групи. Во рамките на брегалничкиот слив може да се препознаат хабитати од скоро сите основни групи според EUNIS. Тука има планински, има шумски, има крајречни и така натаму. Сметаме дека посебно внимание треба да се посвети на хабитатите кои се наоѓаат во вливниот дел на Брегалница во регионот на Стаполикото подрачје на Македонија. Флората во сливот вбројува над 1200 различни видови, што е неверојатна бројка, особено ако се земе предвид дека само на Осоговските планини има околу 1000. Во текот на истражувањата беа добиени многу значени резултати за распространувањето на одредени ретки видови. Таков беше случај со инсективорното растение Дрозера ротундифолија, која што беше позната досега само за едно наоѓалиште. Во изминатиот период таа е откриена уште на неколку нови локалитети и постојаните теренски истражувања доведуваат до нови сознанија за вкупниот флористички и вегетацијски состав на ова подрачје. Македонската жалфија е стеноендемичен вид кој живее само во степоликиот хабитат на Централна Македонија и на ниту едно друго место на планетата. Таа е ретка дури и во овој регион и може да се најде на неколку микролокации, како што се овие селски гробишта, каде релативно стабилна популација расте на простор од околу 100 квадратни метри. Еколошката анализа исто така заведе скоро 600 различни видови на габи во сливот, од кои 43 се класифицирани како ретки, а 41 како екстремно ретки. 83 видови габи беа за прв пат откриени во Македонија. Понатаму, 66 од 85 видови цицачи во Македонија живеат во сливот на реката Брегалница. За да се потврди присуството на одредени видови, тим на експерти за цицачи постави стапици со камери, кои дадоа неколку навистина возбудливи резултати и снимки. Сливот, кој покрива околу 17% од територијата на земјата, исто така изобилува со разновидност на птици грабливки и други видови птици. Всушност, 220 од 250 видови птици со постојано живеалиште во Македонија имаат дом овде. Оваа неверојатно голема бројка главно се должи на разновидноста на хабитатите во овој регион.
Методија Велевски од Природонаучниот музеј во Скопје е орнитолог и еден од клучните експерти во истражувачката фаза. Во регионот на Брегалница, посебно во долниот тек на сливот, се застапени голем број разновидни мозаични живеалишта, комбинација на ридски пасишта со обработливи површини, испреплетени со меги, остатоци од дабови шуми, и сето тоа создава фантастични услови за живот на голем број видови птици, од кои посебно би го истакнал во овој случај царскиот орел, односно подрачјето на Брегалница поддржува некоја популација од околу 15 двојки, што е една голема густина за така мал простор. Исто така, треба да се истакна дека тука се гнезди египетскиот мршојадец, кој се смета за загрозен вид во светски рамки. Самата река, како и барите, оризовите полиња и акумулациите, се особено важни за водните птици преселници. Некои од нив ги користат како станици, други пак, како црниот штрк, се гнездат во овој регион. За илустрација, 7 од 24 најважни локации за птици на територијата на Република Македонија се целосно или делумно лоцирани во сливот. Посебно е значајна популацијата на штркови во Кочанското поле. Тоа е најгустата популација во Македонија и зависи од традиционалното одгледување на ориз во регионот. Подрачјето е исто така дом на 11 видови водоземци и 27 видови влечуги. Професор Лилјана Томовиќ од Белградскиот универзитет е херпетолог. As concerned to herpetofaunal diversity, lower part of the Bregalnica river basin is characterized by the highest species diversity of reptiles and amphibians. There are many species of Mediterranean faunal elements. One of them is this leopard snake. This is non-venomous colubrid snake, and it is spread in the steppe region in Macedonia, as well as some other Mediterranean species. All those species are very rare in Macedonia. They are protected by law, and also they are very important for biodiversity and nature protection in this country. Веќе споменавме дека многу студенти и волонтери беа дел од тимот која спроведе еколошката анализа. Во јули 2014 и 2015 30 од нив спроведоа истражување на планината Плачковица и Малешевскиот планински венец. Беа поделени на тимови. Една група собираше инсекти, друга растенија, трета габив и така натака. Целиот собран материјал беше проучен од експерти во своите полиња за попрецизна верификација на наодите. Истражувањето на флората на силикатните алги или диатомеи од сливот на реката Брегалница покажа постоење на од неколку интересни видови кои се претпоставува дека се потенцијално нови. Моментално се работи на нив со цел да се утврди нивниот вистински статус. Според предвидувањата на професорот, дополнителната година на студиозно теренско истражување навистина доведе до откривање на околу 10 претходно непознати видови алги, кои научниците ќе може да ги проучат и од кои ќе има што да се научи. Со истражувањето се открија 39 видови вилински конјчиња, од кои 5 се на меѓународната листа за зачувување на видовите, многу различни видови на пајаци, шкорпии и термити, како и неверојатна разновидност на тврдокрилци. Шумите на сливот пак представуваат дом на голем број видови, чие зачувување е особено важно и кои се индикатори на добро зачувани шумски екосистеми, како што се овие величенствени тврдокрилци со долги антени. Сливот на реката исто така нуди разновидност по поглед на агробиологијата, со сорти и хибриди на земјоделски култури кои се користат во комерцијалното производство, но и стари сорти на овошје како јаболки и круши, главно за потребите на локалното население. Пределската разновидност на оваа област, а особено незиниот планински дел, е исто така плодна почва за најпознатиот локален вид компир, како и за локалните раси домашни животни овчеполка праменка и буша. Вековното практицирање на земјоделството во подрачјето на сливот на Брегалница на традиционален начин искористување на ресурсите придонесло за формирање на голем број разновидни
предели, пределски единици. Најкарактеристично за подрачјето од интерес може би се руралните предели, бидејќи поседуваат многу остатоци од природна вегетација, така што пределските карактеристики на брегалничкиот слив овозможуваат и одржување на биодиверзитетот. Сепак и покрај оваа неверојатна разновидност на брегалничкиот слив, само 7 од 86 заштитени подрачја во Македонија се лоцирани таму, а последното било прогласено во 80-тите години од минатиот век. Од 7 заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница, еден локалитет, Мурите, представува една многу интересна шумска заедница, со смрча и ела, нешто што е невообичаено за Македонија. Еден е палеонтолошки локалитет, а останатите 5 се однесуваат на поединечни дрвја или мали групи дрвја, односно степ. Уште повеќе загрижува што овие 7 подрачја на природно наследство покриваат само 70 хектари или 0,03% од вкупната површина на заштитени подрачја во земјата, што би значило дека во реалноста сливот скоро и да не е заштитен. Во овој момент заштитените подрачја во Македонија се главно лоцирани во планините, но скорешните истражувања покажаа дека подрачјата кои се без сомнение највредни во поглед на природните богатства се низинските степолики терени. Од таа причина, програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, земајќи ги предвид на одите на еколошката анализа, предложи создавање мапа на еколошка сензитивност со дефиниран систем на заштитени подрачја. Еколошката сензитивност се базира главно на податоците за биодиверзитетот во подрачјето, односно сите вредни наоди на птици, цицачи, херпетофауна, инсекти и други инвертебрати се картирани точно во тој географски информационен систем и се изработени посебни леери, односно слоеви кои ни ја покажуваат биолошката вредност на определени локалитети во подрачјето на сливот на Брегалница. Постои надеж дека мапата ќе овозможи соодветно управување со биолошката разновидност, биолошките коридори и јадрените зони надвор од заштитените подрачја. Инаку, сосем е мала шансата ваквите мали, раштркани и изолирани заштитени подрачја да обезбедат ефикасна заштита. The Bregalnica region, with its unique diversity of land use types, ecosystems and species, has a lot of diverse values. Not only ecological values, but also recreational, cultural and economic values, which are often not acknowledged enough. And the NCP program aims at promoting these values for the benefit of the local population and for the regional socio-economic development. Спроведувањето на клучните препораки од овие активности исто така ќе овозможи Македонија да ги исполни обврските од Натура 2000, што е еден од предусловите за земјите кои се стремат кон членство во Европската Унија. Сите добиени резултати ќе се интегрираат во просторниот план за овој дел од земјата, па така зачувувањето на биолошката разновидност за првпат ќе се постави како еден од главните столбови во планирањето на идниот одржлив развој на регионот. Програмата е координирана од Helvetia Swiss Intercooperation и Pharmahem.